Добар ден, криптоентузијасти, имаме многу интересно видео, имаме некои интересни работи кои што сакам да ги споделам со вас. Значи, пред да започнам, нормално морам да напоменам дека се повеќе и повеќе се потврдува тоа што постојано го трубиме на каналот, а тоа е не ги слушајте што ви изборуваат, гледајте што прават. Така да моментално имаме буквално, значи да го пишува ова некој како сценарио на филм, немаше да биде толку оригинално од она што моментално имаме да ви го покажеме, како од BIS, Bank of International Settlements, така од Larry Fink, најголемиот капиталист на светот, итн. Но нормално подобро е да слушате директно од нив, така да нели постепено ќе дојдеме до тие вести. Имаме многу добри вести за криптосекторот, така да ви препорачувам да го слушнете ова видео денес. Сега нормално има луѓе кои што мораме да изразиме посебна благодарност, посебно Дарко Јошев, Бобан Досев, Илјко Чишки, Никола Котели постојано овдека да помогнат на каналот. Ви благодарам, момци. Само така, тоа е уште еднаш на некој начин пример дека заедница на македонци која што може да се постави многу добро во следниот бул маркет може да постои, зависи од тоа како ние ќе се однесуваме еден кон друг. Дали ќе се однесуваме трибалистички, од типот на ти не знаеш, јас знам што треба да купам, или пак ќе се однесуваме конечно како македонци и ќе помогнеме еден на друг. Така да ви благодарам, момци, продолжуваме натаму. Никола Каров, Филип Талевски, едни од постојаните членови кои што и гледаат нашите видеа, така да ви благодарам за поддршката, момци, нормално. Продолжуваме понатаму. Сега, пред да влеземе во главните вести, мораме да напоменеме утре имаме многу битен податок, а тоа е процентот на невработеност во Америка, кој што ќе биде негде околу попладневните часови 2:30 ослободен. Значи ќе знаеме кој е процентот на невработеност во месец јуни во Америка. Со тоа што уште еднаш ќе напоменеме, само на кратко, утре во текот на техничката анализа ќе објасниме малку повеќе. Значи моментално има најава од страна на Джером Пауел дека и понатаму ќе продолжат со rate hikes. Зошто е тоа така? Затоа што имаше некои сега, тоа се некои не може да ги следите сите извештаи во Америка, да бидеме реални. Позитивни извештаи кои што покажуваат напредок на самата економија во Америка, кои што не се во склоп на оно што моментално го очекуваат Джером Пауел и екипата од гериатрија, така да поради оваа причина веднаш се враќаме на претходната тематика, водиме понатаму со rate hike, со тоа што уште веќе, нели, претходниот пат кога зборуваше Джером Пауел, најави дека ќе има уште две потенцијални rate hikes. Дали ќе се случат или не останува да видиме, но тоа е нешто што мораме да го земеме во предвид, затоа што секој повторен rate hike од 0,25% не верувам дека имаат муда да направат поголем rate hike. Значи секој нареден rate hike дополнително ќе крева вредноста на доларот, а ќе намалува вредноста на сите крипто валути, почнувајќи од биткоин па и понатаму, нормално и сите да речем ризични пазари, но тоа не го менува фактот дека ова статистички податок може веднаш да го запре Фед од било каков тип на понатамошни rate hike. Зошто е тоа така? Затоа што горната граница на невработеност која што е дозволена од страна на Федералната резерва е 4%. Што значи, они сакаат да донесат инфлацијата до 2%, но се обидуваат при тоа да не направат поголема невработеност во Америка од 4%. Со тоа што имавме огромен скок од 0,3% во претходниот од месец април до мај, така да ако овој тренд продолжи да расте нагоре, а нешто ми кажува дека овие податоци ќе испаднат не повисоки од 3,7%, но ако добиеме повисоки од 3,7%, автоматски Федералната резерва нема да има друга опција освен да престане со rate hikes, затоа што многу лесно може да дојдат од 4 до 15%, кога веќе ќе се забрза таквиот тренд на невработеност, а знаеме дека влегуваме во рецесија. Сега, ова непоредно мораме да спомнеме дека се случува директно пред почетокот на FedNow. Повеќе во вчерашното видео, погледнете го, детално објаснуваме што представува FedNow. Практично тоа е паралелно на CBDC, значи единствено што фали е само официјално да излезете да кажат дека технологијата позади FedNow е нели блокчейн. Иначе се друго е апла копија на CBDC. Значи пак ќе напоменам, ако оди како патка, ако плива како патка и ако квака како патка е патка. Значи може они колку сакаат да се преправат дека не е. Како и да е, уште еднаш ќе напоменам, значи многу битен податок утре ќе добиеме и за тоа ќе направиме соодветна техничка анализа да видиме што понатаму со сето ова, но пак, значи основите кои што мораме да ги напоменеме за овој податок е
се на 3,7% би сериозно би ја натерало Федералната резерва да размисли дали ќе продолжи со rate hikes. Ако случајно остане на исто или се намали, тогаш верувам дека многу е веројатно да добиеме rate hike наредниот состанок негде на крајот од овој месец. Нормално треба да добиеме и податок за инфлација негде на средината, околу 12, ако не слажем во овој месец. Како и да е, сето тоа ќе ви биде нели објаснето, ќе ви биде навреме кажано. Така да тоа е само нешто што сакаме да го напоменеме за утрешниот ден, затоа што е многу битно. Сега, следна битна работа пред да влеземе, значи, почна и кај нас, немој да се секирате, значи нема ништо подобро од дигитална валута на Централна банка. Ако прочитате овој артикал, фала му на Филип Талески, значи ако прочитате овој артикал, па нема подобро нешто од дигитална валута на Централна банка, што уствари е CBDC. Значи, поздравете ги дома у Централната банка, Народна банка на Република Македонија. Значи, добре, почнавме со лажење, прашање на време беше кога, а ова е уште еднаш да се навратиме на еден од коментарите. Сега искрено не се сеќавам кој го искоментира ова, не мислам дека беше ликот кој што го искоментира на YouTube, дека нашите уште спијат на тоа дека далеку сме ние од дигитални пари, еве колку сме далеку. Значи, почнаа официјално да врбуваат дека нели тоа е одлично, тоа е ги следиме трендовите на Европа, ќе се приклучиме на СЕПА, нели? Тоа е едноставно ние понатаму продолжуваме на патот на Европа. Ако патот на Европа води кон целосен тоталитарен режим и контрола од страна на една влада, но да знаете дека се движиме по тој пат, најавено ви е, да не се секирате, значи тоа што окажувавме на каналот, официјално се случува, чисто да ги имате во предвид. Во однос на позитивни вести, на страна тоа што кај нас куклен театар следат се што ќе им кажат Калето и Европа, тоа не е ништо ново за нас нормално. Значи, позитивни вести, Обединетото кралство официјално, значи ова не е веќе предлог, не се разговара, туку во двата дома, во домот на нормални луѓе и домот на лордови, нели тоа се тие напредни демократски држави, со домови на лордови, официјално донесува закон со кој што моментално се препознава крипто како регулирана финансиска активност и категорија. Тоа е многу битен момент затоа што гледаме буквално трка помеѓу Европска унија, Лондон, Сингапур, Хонг Конг и останатите, кој ќе превземе повеќе од крипто светот. Значи ова се одлични вести. Допред само неколку месеци имавме целосна штама, значи никој не разговараше за крипто регулатива. Наеднаш имаме борба за превласт помеѓу Европска унија и МИКА. Значи Обединетото кралство со нивните моментално не знам ни како се вика овој закон се уште, кој што не се секирајте. Значи не се секирајте, кралот го потврдил. Чим се подпишал, како и да се викаше овој новиот дедо, нивни, чим он се подпишал, има благослов, значи ќе биде нешто и од крипто. Немој да се секирате. Ако некој се секираше, значи може да прекинете сега. Како и да е, значи шала на страна, официјално имаме буквално надпревар во тоа кој ќе превземе поголем дел од криптопроектите. Значи уште еднаш, многу од вас ја верувам дека се прашуваат зошто нема напредок на цената. Луѓе, во bear market гледате адаптација. Гледате во оваа ситуација, ова е прв пат, гледате целосна регулатива во одредени држави, што е исто така многу битно, и кои се тие проекти кои што ќе бидат дел од ваквата регулатива. Гледате значи не само во однос со тоа нели каква е адаптацијата, туку гледате каков е развојот на блокчейнот, дали имаат официјално работат на развој, имаат нови да речам форкови, блокчейнот самиот по себе се разградува со нови апгрейди. Тоа се исклучиво битни работи кои што во bear маркетот ви покажуваат кои ќе бидат тие главни гейнери во bull маркетот. За жал, значи ваков тип на памп не доаѓа преку ноќ. Оние кои што се дојдени во крипто, ние многу пати сме го кажале на каналот, ќе го кажеме уште еднаш, оние кои што се дојдени во крипто секторот да направат пари преку ноќ, слободно може да се посетат на Shiba, Doge, не знам таму кои беа нови таму Pepe. Значи пари преку ноќ во крипто нема, но кога доаѓаат парите, вреди за тоа што сте го чекале. Така да, уште еднаш ќе напоменам, се наоѓаме во година на акумулација, што и да е позитивно, е само позитивно во однос на тоа што го очекуваме во следната година и се повеќе и повеќе, ова треба да ви покаже дека и они го гледаат истото. Зошто толку брзање сега да се помине крипто закон? Затоа што сакаат своите граѓани да имаат шанса да бидат дел од тој циклус на профит. Истото е и за Европска унија, истото е и за Англија, истото е и за арапските држави, почнувајќи од Саудиска Аравија, па продолжувајќи преку помалите
Оман, Катар и слично. Истото е и за Сингапур, истото е и за Хонг Конг. Зошто сега? Зошто наеднаш сега се борат за криптовалути? Зошто не се боря во бер маркетот пред 6 месеци? Така? Или, не знам, во последниот дел од бул маркетот, да речем, од 2022 година, 2021. Значи, тоа е направено очигледно затоа што знае што следува. Очигледно дека циклусите на биткоин веќе се оформија како значителна стратегија за инвестирање и гледаме дека се повеќе и повеќе имаме практично адаптација од големи играчи, зборуваме држави, а еве сега ти поразговараме и за, значи тоа беше за држави, затоа што имаме уште некои интересни работи околу државите на крај, но нели ова беше главната вест која што имаме, дека кралот на Англија дал благослов да не се секирате, пак е повторно тие што се секираа, немој да се секирате, значи монархот дозволи, сега може крипто да се купи. Сега, прасело кое што гледате во позадина е некој на татена мама од Шпанија, кој што е во исто време и коинцидентно председател на Bank of International Settlement, или тоа ви е Централната банка на централни банки. Да се подсетиме што оваа гнаса зборуваше за крипто, значи запамтете го ова сега што ќе го слушнете од милозвучниот слон и после ќе ви покажам што моментално денеска излезе од истиот тој Bank of International Settlements и да не заборавиме, ова е само пред неколку месеци на крајот на февруари 2023 година. What do you think is impacting the views of central bankers the most right now when it comes to the crypto ecosystem? I mean, how much of it has to do with the FTX incident, for instance? Well, you know... Значи, прашањето беше, вика, какво е, деме, според вас, што е идејата на банкарите што почнуваат да се интересуваат за крипто секторот и како FTX делуваше на, нели, ваквиот интерес? A few years ago, crypto assets and cryptocurrencies were in a way put as an alternative. Не, морам да запомнам. Че Срцка е, гледај го, Срцка, како да не му дадеш директорска позиција? Како? Јас себе не можам да разберам. Срцка, сосема му е заслужена директорската фотелја, мислам, стварно. Were in a way put as an alternative to fiat money. I think that battle has been won. Technology doesn't make for trusted money. Ето, гледате ли сега? Вика, пред само еден циклус, вика, очигледно, вика, на криптовалутите им беше дадено као да бидат наводно алтернатива на пари. Вика, вика, таа, вика, битка е изгубена, очигледно, вика, технологијата не е, вика, доволно веродостојна за да биде пари. Значи, сега, оваа реченица која ќе ја кажа Слонов, да анализираме. Значи, технологијата не е доволно доверлива за да биде пари. Така, значи да користиме практично Ledger за да имаме пари. Така. Зошто тогаш CBDC се гради на Ledger? Прво прашање. За Слонов, нормално никој нема да му го постави, очигледно. Тоа е втора работа сега. А како тоа вашето принтање бескрајно на пари е веродостојно и ние треба да ви веруваме, нели он како председател на главната банка на централни банки, а во исто време овде како што имате ограничен supply кој што се знае дека е толку и не можете да го манипулирате, тоа е неверодостојно, се разбираме? Значи ова е Слонот, сега ќе го дослушаме само овој краток артикал и после ќе ви покажам што кажува Bank of International Settlements после Слонов. The most important aspect is for these activities not to have a systemic impact. I mean, at the end of the day, if this grows dramatically and we have events like FTX, that at some point could have a systemic impact. Гледате сега, вели, значи ова е многу битно да не дозволиме криптосекторот да порасне доволно за да не случајно има импакт, односно не дејство на целиот систем, вели. Поради тоа што ако се случи вакво нешто како FTX вика на целиот систем, тогаш може да биде многу лошо. Значи првенствено не може да се случи на целиот систем затоа што не сите ги чуваат своите средства во некаков тип на трговска во оваа ситуација на нели централизирана менувачница. Значи пак ќе напоменам. Централна банка со своето принтање произведува 10% инфлација на годишно ниво и вие намалува куповната моќ за 10%, тоа е во ред. Но една менувачница од безброј менувачници пропаѓа, тоа е систематски ризик кој што може да делува на целиот сектор, на дели, целиот финансиски свет. Значи, ова се тие, нели, пак ќе кажам, и тоа многу пати некој убаво го спомна тоа еднаш,
Вели, очигледно кукливе како Сэм Бенкман-Фрид, кои што се ставени со цел да се представи крипто како лош, значи нели лоша технологија, си е работата. И нормално сега Синчево сака да ви представи како FTX е уствари само, нели, жртва во целата ситуација. Тоа е уствари крипто, проблемот е у технологијата. Значи технологијата крипто, знаете и сами, ниту во еден момент немаше никаков проблем. Тоа се само неколку будали кои што искористиле технологијата со цел да направат профит за самите себе си противправно. Ништо поразлично од пропадната банка. Дали пропадала FTX или пропаднала SVB, Silicon Valley Bank, нема никаква разлика. Станува збор за централизиран финансиски субјект кој што вие сте му дале своји средства во практично старателство и он пропаднал. И вие сте ги изгубиле средствата. Зошто истото не го кажа за SVB? Зошто не кажа за SVB или за First Republic Bank, која што е уствари втората по големина банка која што пропаѓа во американската историја? Се разбираме? Па Цацко е тука за да спроведе агенда, се разбираме? Сега да видиме што каже Bank of International Settlement сега, ако не сажем ова е пред само еден ден, 5 јули. Cross-border risks is one. Прво, не заборавайте, значи гледате колку му е тешко на човеков. Треба да каже нешто што очигледно не му одговара. That we place a lot of emphasis on. These are, it's an obvious thing to say, they are inherently cross-border businesses. They're radically different from any traditional securities products because they systematically have no home market. Значи, моментално зборува за cross-border payment. Очигледно зборува за XRP, за XLM и останатите, каде што станува збор за огромни бизниси, нормално, со оглед на фактот дека XRP и XLM работат глобално низ целиот свет и не се банки, а не можат никако да ги регулираат. Односно, кажуваат дека практично се многу поразлични од сето оно што моментално они имаат работа со. Their cross-border market is almost invariably their main market, and that's quite unusual. And that means as a regulator, considering giving one of these entities a license, you have to take into account the fact that they are, by definition, trading from your jurisdiction into other jurisdictions as their primary activity. Значи вели дека ваков тип на компании кои што имаат меѓугранично практично дејство на размена на парични средства, се практично нели глобални. И во оваа ситуација вели кога вие сте законодавец и треба да дадете дозвола на некој од овие компании да го врши ова дејство на ваша територија, вие практично не му давате дозвола само да го врши ова дејство на ваша територија, туку да го врши глобално, односно вашите парични средства да продолжат надвор од државата и други да влезат во неа. Almost no home market. And that requires very significant additional cooperation between regulators, arguably of a type we've never seen before. Вели и ваквиот тип на практично меѓудржавна соработка во однос на регулативата бара уште поголема соработка помеѓу светската глобал, да речем во оваа ситуација зборуваме за централни банки и влади, не зборува за мене и за вас, се разбираме? Значи вели досега не сме виделе таков тип на соработка на глобално ниво со цел да можеме да ставиме некаков тип на правна рамка за ваков тип на компании. Зошто? Значи да се вратиме на прасето, каде што велеше дека технологијата не е доверлив начин за пари. Така. А сега представи на БИС зборува како треба да се направи глобална иницијатива, каде што сите држави треба да седнат заедно и да направат регулатива за регулирање на ваков тип на компании. Па нели ја изгуби битка? Во февруари кажуваат како крипто ја изгубил битка. To a degree we've never seen before. Certainly we run a system which is one of the things we're proudest of for the exchange of information between regulators to facilitate enforcement actions, and we arrange the exchange of 5,000 to 6,000 pieces of information in 5,000-6,000 different cases every year to facilitate that. In relation to crypto, we found many of our members have found it difficult to find a legal basis for exchanging. Ева ка сега, значи, он кажува дека за генералните пазари, како банки, вика околу 5 до 6.000 вика случаи на годишно ниво се појавуваат каде што мораме да размениме информации и документи со цел нели да се утврди и да се најде начин како тоа да се регулира и ако се има некој криминал да се открие. Сега за крипто кажува information in relation to crypto cases because of legal uncertainty in their jurisdictions, and we've issued additional recommendations in relation to that. Вели, за крипто вика е многу тешко да се направи тоа затоа што многу од регулативите немаат соодветно право, така? И вели, ќе направиме препорака тоа да се поправи.
Сега наеднаш до вчера крипто нели не постои, тоа е некој скем, не знам што е, а сега Bank of International Settlement зборува за официјално давање препорака до државите дека треба да направат крипторегулатива. Bank of International Settlement, драги господа. But we think there's going to be more scope and need for innovation in relation to regulatory cooperation to deal with this issue. I'll just emphasize as I come to the end the question of custody and client asset protection. If you look at the business models of a lot of these crypto trading platforms, critical to them is not to allow or facilitate any third-party custody arrangements and not to allow any transparency in relation to the character of their custody arrangements. And that runs completely contrary to what I would call one of the core areas in which IOSCO has set out principles. So we set out in some detail how client money should be handled, segregation, disclosure of those arrangements. Добро, ова е веќе сега како функционира самиот тип на, нели, ваков тип на бизниси за практично меѓугранични трансфери, но она што требаше најбитно да го разберете од целата оваа конверзација е дека од Прасево до Дечково има голема разлика кога наеднаш БИС зборува за официјално давање препораки дека некој треба, значи државите треба да направат соодветно законодавство. Значи БИС, не заборавајте. Сега да не заборавиме и главниот Лери Финк, односно ова е практично чермен, председател на BlackRock, кој што заседава со бордот на директори на BlackRock. Значи ова важи за најголемиот капиталист на светот. Значи ова е број 1 на Wall Street. Така, значи нели 10 трилиона under management. Слушајте наеднаш како се менува приказната, сега биткоин е избраниот. So I do believe the role of crypto is it's digitizing gold in many ways. Но повторно, не заборавајте дека овдека не кажува биткоин, кажува, значи целиот крипто сектор е уствари дигитализирање на златото. Instead of investing in gold as a hedge against inflation, a hedge against the onerous problems of any one country or the devaluation of your currency, whatever country you're in, let's be clear, Bitcoin is an international asset. Значи, наместо да финансирате, вика, директно во злато или во некаков друг тип на капитални добра, сега да не должиме, вика, да бидеме јасни, вика, биткоин представува интернационално добро. Значи, доаѓа директно од Фосилов, што кажуваше дека биткоин е мерка за перење на пари во одредена економија. Колку повеќе биткоин, толку поголемо перење на пари имаме во одредена економија. Тоа беше во 2017-2018 година. Наеднаш излегува најголемиот капиталист и кажува биткоин е интернационално добро. И да не забораваме, на почетокот кажа крипто, не кажа биткоин, е уствари така речено дигитализирање на злато. It's not based on any one currency, and so it can represent an asset that people can play as an alternative. I would call Вели, не е поврзан со ниту едно средство директно, како што е ситуацијата, например, кога одредени средства се поврзани со нели еден со друг, туку е вика самостојно, независно средство кое што луѓето можат да го купат како алтернатива. Larry Fink, дечки, Larry Fink. The foundation of BlackRock is about hope. You invest for retirement. Значи ја не сум знал, вика. Основата, вика, темелите, вика, на BlackRock се вика за надеж, вика, вие инвестирате, вика, за подобра иднина, вика, за пензија инвестирате. Значи, не заборавајте, најголемиот купец на се во светов е се тука за надеж. Значи, да не забораваме дека дечки веќе обновуваат Украина, нели, после војната. Како и да е, но, нели, доста смешно. Because you believe tomorrow is better than today. Значи, гледате, наеднаш биткоин е иднината. Значи, Larry Fink, дами и господа, од кога ќе аплицирате за биткоин спот ETF, наеднаш се е розово. До вчера беше пирање на пари, денеска нема проблем, тоа е иднината. Како и да е, ова сватете го како сакате, но наеднаш истите тие што ви кажувале дека е едно нешто, наеднаш излегуваат ви кажуваат дека е нешто друго. По дефиниција, тоа се прави така, кога се обидувате да ги исплашите цела планета, да не купува нешто што сакате да го купите вие, за кога вие ќе имате поголема количина од истото, да може да го продавате на остатокот од планетата по цена која што вие ја диригирате.
Така да имајте го тоа секогаш превид кога ги слушате овие дегени од бејби бум генерацијата. Значи секогаш имајте го превид. Сега да не забораваме дека моментално имаме исто така и напревар, значи покрај тоа што имаме напревар на државите кои побрзо ќе направи регулатива. Сега бисни дава препорака. Дополнително моментално имате и напревар помеѓу најголемите корпорации, почнувајќи од BlackRock и Fidelity, нормално и Vanguard е овдека, не може без Vanguard нигде, но не е директно замешан со спот Bitcoin ETF, со тоа што BlackRock и Fidelity за кратко добија известување од SEC дека нивната апликација е неадекватна. Но овдека многу луѓето се исплашија и почнаа да продаваат. Неадекватна од типот дека некои одредени ствари кои што се објаснети во самата апликација се нејасни. Зошто е тоа така? Затоа што никој досега не успеал да добие спот Bitcoin ETF за да знае како точно треба да изгледа оваа апликација, а да не забораваме дека SEC нема да ви помогне како треба да изгледа оваа апликација, затоа што SEC не сака да постои Bitcoin спот ETF. Веќе не е упрашање дали SEC сака или не, затоа што имавме експресно повторно поднесување на Bitcoin спот ETF од сите апликанти. Во оваа ситуација трите најголеми, зборуваме за BlackRock, зборуваме за во оваа ситуација исто така Fidelity и Valkyrie, кои што се најголемите практично играчи во оваа моментално трка, со тоа што експресно во истиот ден направија реаплицирање со дополнително објаснување за она што го бара SEC, со тоа што битен дел кој што мораме да го забележиме е дека нејасноста која што ја спомна SEC дека уствари постои е директно поврзана со surveillance, односно надзорот кој што треба да го прават овие компании над секоја трансакција која што ќе биде практично спроведена во овој спот Exchange Traded Fund, и на тој начин практично за тоа и се вратили назад, затоа што не е јасно, очигледно не објасниле доволно како ќе изгледа овој надзор. Со тоа што моментално и BlackRock и Fidelity го користат Nasdaq, кој што ќе биде и матичната берза каде што ќе се спроведе овој Bitcoin Spot ETF, како партнер за вршење на надзор за сите трансакции на Bitcoin, што нели дали ќе има надзор од Nasdaq или ќе има директно on-chain надзор, затоа што блокчейнот на Bitcoin е отворена книга, тоа не менја ништо за нас, значи тоа е очигледно повеќе од окей, но нормално треба да се искомплицира пред конечно да се одобри, нели? И Valkyrie моментално го користи Coinbase како, нели, надзорен субјект, не знам како, и да не забораваме дека Coinbase во исто време има и тужба со самиот SEC, но тоа мислам дека наскоро ќе заврши некако. Оставуваме да видиме, затоа што ваков тип на играчи не влегуваат у пазар во кој што имате SEC кој што изиграва моментално джела. Сега, гледате го ова. Значи, пред само 10 часа излегува нова вест во која што најголемите представници на овие спот ETFs ќе седнат на иста маса со SEC да разговараат во однос на ваквата апликација. Повторно се кажува дека ова не е 100% верифицирано, но дека од ватрешни извори се очекува, не се очекува туку најавен на ваков состанок во кој што SEC ќе представува една страна, а сите овие представници ќе имаат своји репрезенти со цел да се утврди што треба да се направи за овие спот ETF-и да бидат реализирани позитивно. Значи тоа е одлична работа за нас. Гледаме дека, значи, ако не биле заинтересирани Fidelity и BlackRock, немаше во ист ден да направат реаплицирање на ова, нели, апликација. Со тоа што многу битна работа која што ја забележав, никој до сега не ја спомнал, значи уште еднаш да забележиме кога се финалните рокови на SEC да одлучи по ваквите спот ETFs. Погледнете го. Значи, ова не може ни во филм да го најдете. Така, гледајте сега. Значи, со оглед на фактот дека сега моментално за сите овие активни и, нели, реаплицирани, гледајте, сите реаплицирале, сите, значи, освен во iShares, сите реаплицирале. Значи, првиот со крајна цел е во декември 2023 година на ARK, односно на Кети Вуд. Значи, тоа е единствениот во кој што навистина верувам дека го прават тоа од ентузијазам кон технологијата. Останатите се само пирани. Сега, гледајте кога завршуваат останатите. Март, средината на март 2024 година. Ајде да погледнеме што друго се случува во средината на март 2024 година. 27 април 2024 година. Со тоа што да не забораваме дека како се движиме нагоре кон халвингот, така се повеќе и повеќе се намалува датумот поради, нели,
практично забрзаното работење на биткоин и слично. Ова беше, ако се сеќавате, во мај, средината на мај беше, но како понатаму се движиме кон халдот, се повеќе и повеќе се намалува. Така да, голема е веројатноста дека ќе биде негде почетокот на април халвингот на биткоин, а коречните одлуки на СЕК треба да бидат донесени до средината на март. Магија како ова сега го направи и точно планирано да заврши максимум до самиот халвинг на биткоин. Магија, ја морам да признам, значи ова е сигурно коинциденција ова. Ја не верувам во вакви работи, 100% е коинциденција. Вака би изгледал состанокот. Ако не се лажам, ова беше од Иле Кучишки, фала бато. Значи ја мислам дека вака би изгледал состанокот за спот биткоин ETF. Мислам дека ова е официјалната слика што ќе биде ставена и во вестите кога ќе се заврши овој состанок, затоа што сите знаеме во кој тим играат сите овие играчи заедно. Сега следно ова би сакал само да ви го покажам како мало предупредување. Ова што моментално гледате овдека е огромна компанија која што работи на трейдинг. Вака изгледа трейдинг од овие огромни компании. Значи гледате што се случува. Ви прават памп и најнаш ви прават дамп. И гледате како нормално, значи буквално никој не препаѓа, нема никакво возбудување. Значи ова се тие големи корпорации против кои што ви играте. Дали вие можете, значи сега ќе напомена посебно за оние кои што користат leverage, значи ова е за да видите како изгледа директно од живо. Значи дали вие можете да се мерите со компанија која што е способна да плати 24/7 по не знам колку трейдери да седат и буквално да го следат пазарот и да ве уништуваат. Нив работа им е да ловат стоп-лоси. Тоа им е работа. Значи буквално ги имаат сите инструменти, за тоа сме разговарале претходно, посебно кога разговаравме за посебни инструменти кои што може да ги користите надвор од оние кои што се нормално платени, како што е на пример Aladdin на BlackRock. Значи таму објаснивме дека они имаат се што вие немате. И они гледаат податоци кои што вие не можете да ги замислите. Посебно кога станува збор за базирање на стоп-лоси. Ова е ликвидација на стоп-лоси, гледате. Ова е буквално шорт ликвидација, гледате. Значи во оваа ситуација имаме комплетно ликвидирање, тоа се извинувам, лонг ликвидација, затоа што ова се стоп-лоси поставени за лонг позиции. Вака изгледа во живо. Значи ова е тоа. Така да бидете препазливи кога работите со leverage, тоа е страшно опасна ствар. Роберт Кенеди Джуниор, кој е уствари внук на убиениот Кенеди, кој што беше председател на Америка, не е сум нешто посебно идол, иако истиот се бори против државата во сенка, да бидеме реални, тоа е нешто што постои, тоа не е измислица, тоа не е, не знам, теорија на заговор, очигледно се повеќе и повеќе јасно дека тој ентитет постои, дека не може да ми кажете дека Бајден е мајстермајнд позади се тоа што се случува. Значи ќе ве замолам, дечкото не може да се качи по скали. Како и да е, битна работа е тоа што, значи, од целосно незаинтересирана за криптосекторот, дојдовме до ситуација во која што два од повеќето председателски кандидати во Америка отворено кажуваат дека биткоин е иднината. Значи, ова не е било која будала, ова е внук на Џон Ф. Кенеди. И истиот кажува дека доколку биде избран, официјално ќе го легализира биткоин во Америка и ќе направи биткоин да биде достапен до секој граѓанин. Нема, значи, влажниот сон на BlackRock да ги купиме сите па ќе ги продаваме по наша цена. Така да секоја чест за чичкото, мада нешто ми кажува дека нема да биде председател, но како и да е, иницијативата е битна. Најнаш имате председателски кандидат кој што зборува отворено за биткоин и неговата потреба со цел да се донесе слобода на граѓаните во Америка против банкарскиот картел. Значи тоа е председателски кандидат. Па ти кажем, ова не е некој, не знам, треторазреден градоначалник. Ова е председателски кандидат, внук на претходен легендарен председател во Америка. Иако јас не би се согласил, со оглед на фактот дека е заслужен за Виетнам, но американците така мислат. Полигон, дечки, ја мислам дека не постои некој со кој што нема направено партнерство. Еве го повторно, ова е втор пат како прави партнерство со индиската влада и овој пат нешто сериозно, ова не е глупости. И да не заборавиме дека и Индија пред само неколку месеци, ако сте следели нашиот канал, знаете, разговараше за банирање на целиот криптосектор. Пред само неколку месеци. Наеднаш Индија го ангажира Полигон и уште еден блокчейн наречен AirChain, за кој што никогаш не сум слушал, да бидеме реални, кои што, значи овие два чейнови, треба да помогнат при дигитализирање на во оваа ситуација би било кажано на македонски геодетските податоци. Односно, овдека сите оние
геодетски извори кои што ги имате за вашите недвижности, сега ќе бидат направени на блокчейн со цел истите да бидат некомпромитирачки. Односно, ако еднаш е запишано дека одредена недвижност е ваша, само со нејзин трансфер од еден на друг блокчейн wallet може да биде трансферирана. И никако поинаку. Така да ова е многу добра работа и Polygon ќе биде оној кој што ќе помогне при скейлингот на ваквиот блокчейн за запишување на геодетските изводи во Индија. Тоа е огромна работа. Индија е втора по големина држава по граѓани. Замислете колку нејзе и треба ваков тип на капацитет за регулирање на геодетскиот сектор. Вака, сега ова е само технички дел кој што сакам да ви го покажам. Станува збор за Golden Cross. Значи во оваа ситуација Golden Cross ни е практично преминување, ево дури како дефиниција готов чисто за да видите, значи преминување на 50-дневната средна вредност над 200-дневната средна вредност, кој што најчесто представува Golden Cross, односно ни представува ни покажува почеток на bull market, посебно кога станува збор за вакви масовни чартови, каде што претходниот пат кога тоа се случи, добивме, значи ова беше буквално одма после самата тужба, така речено, на SEC против XRP, неговиот голем пат, и кога го добивме овој знак, практично почнеме да се движиме нагоре, крајниот резултат беше 1,9 и нешто, што беше практично и врвот на XRP во претходниот bull market, што значи дека ова втор пат се дешава сега после 3 години и нормално технички гледано очекуваме позитивен резултат од сето тоа. Нормално да не забораваме дека ова ќе биде забрзано многу повеќе ако добиеме и позитивен резултат од одлуката на судот во Америка. Многу пати сме разговарали, нема да навлегуваме повторно. Hedera, HBAR, еден од коините кои што ги држиме исто така, моментално е сега повторно дека не е објаснето точно дали станува збор за прв Distributed Ledger Technology по реализирани трансакции, затоа што станува збор за 13 билиони трансакции, или пак дека е меѓу првите. Со тоа што да не заборавиме дека Distributed Ledger Technology но станува збор за Acyclic Graph технологија, не за блокчейн технологија. Со тоа што во оваа ситуација на страна сето тоа да го оставиме, знаете и сами дека ваквиот тип на технологија е подобра од блокчейн технологијата, а Cyclic Graph технологијата е подобра и понапредна и подецентрализирана и има многу поголема потреба од нодови, значи одека секој партиципант, секој учесник во оваа мрежа на трансакции е уствари во исто време и нод, што е многу добро и нуди многу поголема заштита, со тоа што значи моментално го надминува својот да речем голем, како да кажем, големо достигнување од 13 билиони трансакции до сега, со тоа што за целиот овој период успева да задржи минимална брзина од 1400 трансакции во секунда, а максимална од 1542. Што ако ги споредиме останатите блокчейни, каде што Cardano моментално има трансакции, брзина на трансакции од 1000, на пример, ово е многу подобро, се разбираме. Со тоа што пак, значи овде јас го прочитав целиот артикал, за жал не објаснува дали станува збор за, не верувам дека може да има повеќе трансакции од Ethereum, да бидеме реални, или од Bitcoin, кој што е многу подолго на пазар. И во оваа ситуација да не забораваме исто така дека ова дополнително ја забрзува неговата адаптација, со тоа што многу битен дел кој што мораме да го забележиме за Hedera е дека оние големи нодови кои што ги има се дадени на огромни играчи. Тоа го кажеме во видеото вчера за нашето портфолио, каде што на страна од тоа што секој учесник во Acyclic Graph е нод, дополнително имате нодови за практично регулирање и стабилизација на мрежата, кои што ги држат Google, Boeing, IBM, итн. Значи зборуваме за најголемите корпорации во светот. А не туку така би се нафатиле овие големи корпорации да соработуваат со HBAR ако нема потенцијал, и да не забораваме дека HBAR е исто така дел од ISO 20022, односно е веќе компатативен со ваквите правила. VeChain моментално после најавата дека е истиот на roadmap за да биде интегриран на Coinbase, каде што ќе стане дел од коините кои што може да бидат тргувани на Coinbase, кој што е едно од најголемите менувачници, дополнително најави и новчаник за мобилен телефон, кој што ќе биде hot wallet и ќе може да го користите на вашите мобилни телефони, што е доста добра работа, и гледаме дека VeChain постојано има нешто ново интересно. Сега овдека морам да напоменам една многу интересна работа, дека адаптацијата на крипто, како што можеме да видиме, не трга прво од криптовалутите, туку трга прво од стейблкоините.
Зошто го велам тоа? Моментално сите регулативи се многу позаинтересирани за регулирање и адаптација на стейблкоините, кои што ви нудат практично замена за пари, за разлика од користење на криптовалути кои што се ставени во бекап план. Дури и мика ако ја погледнете, моментално многу повеќе се обрнува внимание на регулирање на стейблкоините, додека овие коиниве што се, да речем, ние што моментално обрнуваме многу повеќе внимание, односно нормалната криптосфера, се ставени како others, значи како други. Они буквално ги ставиле во сето тоа, регулирани се, но се буквално последната гранка на регулирање. Многу повеќе се обрнува внимание на стейблкоини. Каде што да не забораваме дека во изјава пред само неколку денови, значи 21 јуни, Джером Пауел кажува дека прво Федералната резерва на Америка ги гледа стейблкоините како алтернатива на пари, односно замена на платежни средства, што е многу битно. Овдека можеме да го погледнеме, ова е представник discussing a new set of regulations over the issuance of the private issuance of digital dollars. And so USDC is an example of that. And there's also been discussion. Да не забораваме дека USDC е Circle и е директно поседува во мнозинство од BlackRock. Не, BlackRock е невин. Ние, значи, BlackRock, како рекоа они, вика, кога кажувате BlackRock, вика, мислите на надеж. Значи, нема подобра надеж за капитал, дечко, тоа е моментот. About central bank digital currency in the United States, but it's been rejected. Ова е, значи, ноторна лага, дека било одбиено користење на CBDC во Америка. Па, дечко, FedNow е CBDC. Значи, уред, можеби не е Central Bank Digital Currency, како, значи, Distributed Ledger Currency, но тоа не го менува фактот дека е буквално CBDC по секоја дефиниција, како што објасниме во нашето видео. In fact, in the same testimony, Chairman Powell said, we are not moving forward with central bank digital currency. Chairman Powell also said we need to provide clear rules around private sector innovation through digital dollars and stablecoins. Ево тоа. Значи, ова што кажеме овдека. Значи, и буквално и он го кажува истото, дека неопходно е прво да влезе стейблкоините и да ни биде јасно. Значи, јас мислам дека тоа е на сите јасно кои што го следат и нашиот канал и останатите, да речем, кои што се наоѓаат во англискиот дел, да речем, од YouTube и од други извори, каде што отворено се кажува дека очигледно прво се фокусира тоа да се става стейблкоините под регулатива, а потоа и целиот криптосектор. Затоа што не заборавајте дека стейблкоините се вашиот директен мост во и надвор од крипто. И на овој начин практично вие не мора да ги регулирате криптовалутите. Вие само го регулирате изворот кој што води до криптовалути. Без стейблкоини практично вие многу тешко, односно невозможно е да купите крипто. Значи вие ќе треба буквално да направите некоја директна размена peer-to-peer, каде што на човек ќе му дајете или кеш, ако не постои кеш, не знам, кола, за да добиете крипто. Знаете и сами дека на менувачница 90% од начинот за купување на криптовалути е стейблкоин. Така. И поради оваа причина, тоа ќе биде првиот начин кој што сите ќе се фокусираат да го интегрира и да го, направат под регулатива. Со тоа што гледаме дека не само во Америка, значи тоа се случува низ целиот свет, моментално Јапонија не само што дозволува свои стейблкоини, туку дозволува и интегрирање на туги стейблкоини и затоа моментално Circle работи активно на тоа да отвори свој стейблкоин на територија на Јапонија. Претпоставам дека само ќе биде дозволен Circle, ако мене ме прашувате, мислам дека само ќе го дозволат USDC за користење во Јапонија, можеби станува збори за локален, можеби ќе биде дигитален јен, во противредност во оваа ситуација на самиот јен во Јапонија, но останува да видиме како и да е. Ова е битно да го разбереме дека стейблкоините се влезот на крипто во регулатива. Поради стейблкоините случува се тоа, не поради Ethereum или Ripple или не знам ADA или Solana. Уште еднаш да напоменеме дека IOTA исто како HBAR е одобрен проект од ISO 20022. Очигледно гледаме дека имаат голема институционална поддршка, со оглед на фактот дека IOTA, како што кажавме во вчерашното видео, представува блокчейн кој што моментално се тестира за да стане официјален блокчейн на целата Европска унија, посебно на институционалниот дел, а моментално гледаме дека и новата ова е така речено European Digital Infrastructure Consortium, која што е дел од институциите во Европа, е уствари институција која што ќе има за цел контролирање и надзор на криптосветот во Европа, како и, многу битно, негов развој и адаптација, односно да помогне во придобивање на овие проекти да се приближат кон Европска унија очигледно,
каде што IOTA веќе е најавено дека ќе биде дел од ваквата комисија. Значи, ова не е за џабе, значи ако вие бирате IOTA да ви биде официјален блокчейн на Европа, иако тоа се уште нели е во тест фаза и се моментално се работи на истото, очигледно дека IOTA како дел од ISO 20022 не е за џабе избрана и сега најавно се појавува втор податок во кој што истите ќе бидат дел од ваквиот конзорциум кој што треба да работи на развивање на Мика. Така да имате го тоа превид, кога станува збор за проекти кои што ги бидате во вашето портфолио, гледајте големите играчи каде се спремаат да инвестираат. За жал, за голем жал, Гери Гангстер не беше отпуштен, значи моментално некој многу паметно го направил тоа, искористил AI со цел да генерира вест која што секој ја очекува и очигледно моментално AI, Artificial Intelligence, имаат голем, како да кажам, значи се повеќе и повеќе земаат замав во светот. Така да посебно околу овие лажни вести, очигледно кога му давате на AI да направи проценка на пазарот, а сите чекаат што ќе се случи со Ripple и со останатите криптовалути, значи повеќе од очекувано е дека AI ќе го направи ова кога сите го очекуваат, така сигурно ќе биде читано, така да тоа и се случува. Сега, Virtual Asset Service Provider, како што кажавме, вас представува уствари посебен тип на било каков тип на медиум кој што се занимава со некаков тип на крипто активност во Мика, односно Европската Унија, така да гледаме дека се повеќе и повеќе сите држави во Европа работат на тоа да се припремат за ваквата масовна криптоадаптација, каде што Bit, ова е некоја менувачица која што добила ваков тип на лиценца. Не е толку битна Bit, битно е дека добила лиценца, односно дека секоја од овие држави се повеќе и повеќе се движи кон оној краен рок од јуни-јули 2024 година да има целосно интегрирано право Мика, да има своји органи кои што ќе работат на надзор и давање на ваков тип на лиценци на луѓе кои што ќе работат со криптовалути, без разлика дали е централизирани, децентрализирани менувачници, дали е одреден број на проекти. Битно е дека очигледно во сите овие држави, ја гледате дека секој вести оприлика има барем по една-две држави кои што имаат ваков тип на развој на ситуацијата, што ни покажува дека пак коинцидентно летото 2024 година пред или после самиот халвинг на биткоин да имате целосно регулативна заедница, односно целосно регулатирана криптосфера во Европската Унија. Не е ова за џабе, пак ќе кажам че ова дури на филм не може да го направат, а очигледно се трудат дечките. И Bitfinex моментално отвара peer-to-peer менувачица во Аргентина, Колумбија и Венецуела. Разликата е во тоа што стандардниот Bitfinex вие практично може да имате кастади од страна на Bitfinex на вашите криптовалути, каде што не мора да ги извадите, туку може да ги чувате директно на Bitfinex и да ги тргувате, додека во оваа ситуација peer-to-peer менувачица, како што она што ја спремаат за големите играчи во Америка, представува менувачица во која што вие користите ваш wallet, значи Bitfinex нема право на кастади на вашите валути и директно се заменувате со луѓе кои што директно го прават истото од својот wallet. Така да верувам дека на овој начин на Bitfinex практично во овие држави, во Аргентина, Колумбија и Венецуела, ќе треба да речем да прикачите, не знам, Ledger или MetaMask или што ви да имате и практично да ги користите како децентрализирана менувачица во која што во Ledger практично само заменувате, а се што правите директно легнува на вашиот новчаник. Сега, интересни работи кои што сакам да ги споделам од Бобан Досев, постојано имаме некои интересни чартови кои што сакам нели да ги споделам за да имате представа дека нашиот канал нели обрнува внимание на други анализи и дека оприлика имаме слични мислења со она што моментално го очекува, го практично следи целиот свет. Да, и пред да продолжиме, само уште една многу интересна работа која сакам да ви ја споделам, во однос на CBDC. Значи колку добро си кажува прасето, што се очекува? The key difference with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability. And also we will have the technology to enforce that. Those two issues are extremely important, and that makes a huge difference with respect to what cash is. Ето така, гледате сега. Значи кажано директно од прасето. Ке имате целосна контрола на паричниот систем на сите нас црнците. Значи, ако не ви јасно, значи директно од неговата уста. Уште еднаш ќе ви го пуштам, затоа што ово што јас ви го кажувам не е измислица, не е теорија на заговор. Значи, овие големи слонови ви го кажуваат тоа.
само што упорно никој не сака да го чуе. Имате премногу турски серии за гледање по се издаја. The key difference with the CBDC is that central bank Но кажува која е разликата помеѓу CBDC и криптовалутите почнувајќи со биткоин. Значи во биткоин немате контрола, станува збор за децентрализација, додека овдека will have absolute control. Апсолутна контрола. Значи централната банка ќе има апсолутна контрола. Central bank will have absolute control Ова треба да си оставите на луп, додека не ви влезе во глава, затоа што доаѓаат, еве ви ги да не се секирате, тука се. Значи немој да се секирате, немој да мислите дека е далеко од вас. Еве ги се спремаат. Само толку ќе ви кажам. Сега, во однос на каде се ногаме во генералниот циклус, јас постојано го кажувам, тоа е на пример и Stock Money Lizards, истото го виделе, она што јас ви го кажувам. Значи, сега, имаме малку поинаква, да речем, перспектива во однос на нив, со тоа што они очекуваат дека само во првиот бул од 2013 до 2017 практично имаме иноватори. Додека овие се early adopteri. Според мене, која е разликата? Ако погледнеме кривата на адаптација, зборуваме за сегаков тип на адаптација која што е општо прифатена во економскиот свет. Значи, early adopters и иноватори се 2,5%, тоа е во ред. Но, во однос на разликата која што ја гледаме овдека, early adopters, каде што они на некој начин ги рачунаат сите овие, јас верувам дека сме се уште во таа фаза на така речено иноватори. Зошто го велам тоа? Значи станува збор за 4,2% од целокупната популација на светот која што имала некаков контакт со крипто. Не значи дека поседува, имала некаков контакт со крипто, се разбираме? Поседувала, продала, не знам, можеби чува моментално. Идејата што е? Ако погледнеме 4,2%, еве овдека се ногаме, се разбираме? Че ние се ногаме буквално, ние сме далеко дури од овој шазам, кој што се нарекува, односно ова шазам би било така речено котлина, ајде, како да кажам, значи пат, некоја дупка. Каде што тоа е оној скок помеѓу early adopters, каде што ќе порастеме да речем да некој 12-13% на популација од светот да го поседува или тргува или нели знае за криптовалути, кон практично 34 па до да речем 50%, каде што веќе ќе имаме и целосна адаптација затоа што имаме поголемиот дел од светот кој што користи моментално криптовалути. Така да ние се ногаме буквално не сме ни влезени во визионери, се разбираме, ако веќе така гледаме на работите, што на некој начин е слично со она што го кажуваат и Stock Money Lizards. Зошто го велам тоа? Затоа што ние се ногаме во третиот званичен циклус на bull market на биткоин и верувам дека кога ќе добиеме целосна адаптација од типот на масовна регулатива на крипто, ќе добиеме bull market како што никогаш досега не сме виделе. Затоа и ви кажувам, ова е тој скок од сиромаштија во богатство, затоа што сте биле кога требало да бидете таму. Памтете ми изборовите. Значи, во претходните два циклуса, посебно во 2017 година, јас бев негде на крајот во тој циклус и влегов со одредена количина на пари и направив некој ситен профит, но се чудев како луѓе остаселе да ги купат тие количини на криптовалути и да имаат моментално толку големи суми на, нели, бегс, практично толку голема количина на коини со цена која што е незамислива да купите во тој момент, се разбираме? Ете како, затоа што биле тука кога требало да се купи во bear market. Значи купувале кога требало, затоа што овдека веќе почнувате да се чудите, добро, како па не можеме да купуваме толку криптовалути, се разбираме? Па тоа е разликата. Значи ова е разликата помеѓу bear и bull market. Во bull market, буквално тоа што постојано се кажува, се прави некаков тип на профит. Во bear market се прави богатство. Вие купувате коини кои што моментално се на 90% од претходниот all time high. Кога ќе се вратат на следниот all time high, на претходниот all time high и кога ќе го поминат, вие не сте во профит. Вие сте во енормен профит, како што не може ни да се замисли во другите сектори, се разбираме? И затоа тоа е разликата помеѓу профит, кој што го правите во bull market, и богатство кој што го правите во bear market, затоа и не заборавајте, кога ќе дојдеме до следниот bull market, што очигледно одиме, нормално, нели? Значи пак, не можеме да ви кажам што да правите, но очигледно се движиме таму, ја ви кажам што јас правам. Кога ќе дојдеме во следниот bull market, кога ќе почне да ја пошуваме како, не може, а касно е, ме разбираш? Па тоа ќе ви биде јасно колку сте биле напред со тоа што ги следите каналите сега, кога никој не сака ни да слушне за крипто. Овдека е интересна работа која што ние постојано го покажуваме, ова е практично овој market cipher индикатор, кој што моментално ни се овие бели линии кои што се средни вредности на движење на цената на многу мали интервали на денови, со тоа што гледаме дека моментално она што ни го покажуваат
на овој голем циклус, ако промениме моментално на неделно ниво, ќе видиме за што уствари станува збор. Значи, еве го тоа, што ние постојано ви покажуваме, но овдека еве и други го покажуваат, само сакам да ви покажам дека нели, тоа сме го обработили на самиот канал. Значи, ова се тие големи, да речем средни вредности, кои што очигледно ви покажуваат кога се во бул и кога се во бер. Со тоа што ако ги споредиме, значи, еве го, бул очигледно се бели, бер се сиви линии. И после вакви почеток кога ние ви кажеме дека влегуваме во бер, еден од индикаторите кој што ни го потврди тоа беше овој бел индикатор на средни вредности на движење на цената, кој што со ваквото префрлање во бела боја ни покажа дека се наоѓаме во следен бул маркет. И ова исто така, значи, доаѓа од многу познат, сега искрено не знам како се вика човекот кој што го прави тоа, знам дека е доста познат во чартинг, да речем, сферата, со тоа што неговите се доста појасни. Сега, она што, да речем, го направило, ние го имаме исто направено, и ако го погледнеме моментално на месечно ниво, можеме да видиме дека циклусите се исто представени, кај нас со тоа што ние го направивме ова бројчано, он го направил многу подобро представително, ако да речеме визуално, е многу подобро представено, со тоа што можеме да ги видиме како бер и бул со одредени квадрати. Додека ние истото сме го направиле со соодветни бројки, каде што може да видите точно на кој временски интервал после халвингот имаме дно, имаме врв, имаме нели следен халвинг. Така да истото сме ви покажале постојано, нема никаква разлика, со тоа што овдека е малку подобро визуално средено, за жал не сум многу добар во тие работи, се надевам дека ќе ми извините. Исто така, ова е битна работа која што сакам да ви ја покажам, значи 2018-2020, она година на акумулација која што ние ја кажуваме. Она што ви го спомнав пред малку, дека се наоѓате во период на акумулација, во кој што луѓето ќе ви се чудат како сте купиле толку коини, е истото што до сега се случува веќе неколку пати. Значи, ако го погледнете самиот чарт на биткоин, може да видите дека таа година на акумулација пред секој халвинг е уствари најдобриот момент за практично акумулирање на било каков тип на коини пред следниот бул маркет. Значи, ова не е ништо ново, ова постојано ви го кажуваме на каналот и моментално ви кажуваме дека за жал оваа година реално ќе биде досадна. До наредниот април очекуваме досадна година. Можеби ќе добиеме извонредна година ако добиеме масовна криптоадаптација и крипторегулатива, но тоа не го менува фактот дека и понатаму ова го планираме да биде година на акумулација, која што допрва наредната година ќе ни донесе солиден профит кој што го очекуваме веќе долго време. Така да тоа е се што имавме за денеска, се надам дека оваа материја ви се допадна, значи се обидуваме да компензираме со тоа што гледаме да направиме малку подолго видео во кое што има многу повеќе информации. За жал ова не ми е примерен бизнис, знаете, сами имам своја кариера и не можам едноставно постојано да одвојувам време, но гледате дека скоро секој ден имате ново видео кое што е по 1 час, така да уште еднаш се што бараме за ова е никаква парична поддршка, никаква финансиска поддршка, бараме само да бидеме македонец за македонец и сите оние кои што сметаат дека ова видео е добро и едукативно, да го сподела со други македонци со цел ваквата работа да не биде залудна и што повеќе луѓе да бидат свесни за технологијата која што доаѓа и може да направи позитивна промена во нивниот живот. Уште еднаш, на крајот на следниот циклус, доколку имаме барем еден човек кој што успеа да направи финансиска слобода за самиот себе си, да не зависи од македонската, не можем да кажем македонска држава, туку од корумпираните политичари кои што моментално ја уништуваат нашата земја, од било која страна, значи тоа ќе биде огромен успех за овој канал. Единствената причина поради која што го работам ова бесплатно е затоа што знаете каква е ситуацијата дома, посебно оние кои што гледаат овој канал од странство, и знаете колку е потребна помош на било кој македонец кој што може да направи промена во својот живот со следење на криптосферата. Така да, тоа е се што бараме од вас, доколку можете да помогнете на некој да се описмени самиот себе си во криптосферата, направете го тоа, не мора да биде нашиот канал, јас би ви препорачал, предложите било кој друг канал, помогнете на било кој македонците да дознае за крипто пред да биде прекасно. Тоа е се што бараме од вас и нормално, доколку ви се допаѓа овој материјал, лайк, шер, сабскрайб, тоа се мали и ситни работи кои што ви одземаат 1 секунда да направите лайк или да оставите коментар, не мора да биде позитивен, макар и негативен коментар оставете, со цел алгоритмот на YouTube да го прошири нашето видео што повеќе. Тоа е се. Се гледаме во утрешниот ден и како секогаш ви благодарам за поддршката и постојаното гледање на нашиот канал. Поздрав од Crypto Game Media.